Избегнувајте солариум, предупредуваат кожните лекари, кои тврдат дека и таквиот вид сончење е дополнителен ризик фактор за иницирање рак на кожата, односно меланом, искомбиниран со други фактори. Несоодветно и екстремно изложување на природни сончеви зраци, заедно со генетската предиспозиција на организмот придонесуваат меланомот да зема голем замав и кај нас. За десетина години, бројот на заболени од овој вид кожен рак е двојно зголемен и алармантно е што се почесто се јавува и кај помладата популација. Ги напаѓа најчесто лицата од 40 до 60 години, со што повеќе се јавува кај мажите отколку кај жените. Освен бројот на заболени, расте и смртноста од ова заболување. Според стапката на смртност, Македонија е на второ место во Европа по Норвешка и во земјава. 2 пати повеќе умираат од рак на кожата од просекот на смртноста во европските земји. Така, зголемен е ризикот, така и луѓето кои што користат, не само жени, и мажи кои што користат солариуми, и кај нив е значително зголемен процентот на појава на посебно на сквамоцелуларниот карцином, затоа се нагласува во превенцијата да се избегнува користење на солариуми. Во земјава, ракот на кожата забрзано се шири поради зголеменото УВ зрачење и големиот број сончеви денови. Затоа дерматолозите апелираат задолжително користење на креми за сончење, не само на одмор, туку и во текот на целодневните активности, особено за популацијата, и експониране на надворешни активности и строго избегнување на солариумите.